Ви благодарам за образложението, но овој амандман произлезе на барање, на нивно барање на Агенцијата за заштита на лични податоци да се вклучени во овој закон, но ете од одредени причини тие ќе бидат изоставени. Јас би продискутирал и околу овој закон, да го искористам правото на збор и да кажам дека и овој закон е еден од пакетот на закони кои што се носат на брза трака или преку ова Комисија за европски прашања со европско знаменце, за кое што како влада и како предлагачи, еве тука е и изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската Унија, со кореспондентна табела, која што практично е и празна, односно е недоволна за да се образложи злоупотребата на оваа комисија и на европското знаменце, за да се донесе еве и овој закон како трет закон во пакетот на закони со кои што се однесуваат на јавната администрација. Овој закон е нели за вработените во јавниот сектор. Кога ќе се разгледа овој закон, од она што е предложено нели во самиот закон, во цели и начела и основни решенија, за овој закон е напишано дека основни цели на законот за вработените во јавниот сектор се подобрување на ефикасноста и ефективноста во управување со човечките ресурси, до регулирање на постапката за вработување, ревизија на опфатот на законот, поедноставување на постапката за донесување на актите за внатрешна организација, акти за систематизација на работни места, воведување на унапреден концепт за донесување на годишниот план за вработување, до регулирање на постапките за мобилност и разграничување на надзорот над примените на одредбите на овој закон. Она што со ова што го прочитав, а е доставено од владата, сака да се, односно треба да се ограничи бројот на вработување. Во член 40 став 4 уредено бројот на нови вработувања кои може да се планираат со планот не може да биде поголем од 5% од вкупниот број на вработени во институцијата во тековната година за следната. Односно, 3 нови вработувања би биле возможни за институции кои што се до 50 вработени. Ова е се во ред, меѓутоа ова требаше СДСМ и ДУИ првенствено, не зборувам еве како вас за министер, бидејќи вие сте една година во министерството, колегата Антонио кажа дека во ова министерство се менуваат министрите на секоја година, и сезонски, и затоа оваа состојба во јавната администрација од година во година се влошува наместо да се решава. Она што СДСМ и ДУИ го ветуваа пред да дојдат на власт, дека ќе ја реформираат оваа јавна администрација и ќе ја доведат на ниво да биде една модерна и функционална јавна администрација, сервис на граѓаните кој што ќе ги сервисира нивните потреби и барања. Меѓутоа, после 7 години власт гледаме дека јавната администрација е далеку од тоа што се ветувало од СДСМ и ДУИ, и затоа кажав дека оваа одредба за ограничување на вработувањата, доколку оваа власт од СДСМ и ДУИ беа честни во своите намери, требаше да го спроведат на почетокот на нивниот мандат и така ќе покажеа дека вистински се за реформа во јавната администрација, а не сега на крај на мандатот, кога ја преполнија јавната администрација со партиски и нестручни кадри, да се забрани вработувањата на други кадри. Тоа само го докажува неискрениот однос на оваа влада кон администрацијата и нивната желба само да можат овие луѓе да ги користат за партиски цели. Понатака, она што понатака во законот е спомнато, дека и се констатира дека се носи по скратена постапка, она што кажав дека треба да помини на брза лента, и во скратената постапка
оправданоста е дека согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, бидејќи не се работи за сложен и обемен закон, се предлог законот за вработените во јавниот сектор да се донесе по скратена постапка. Но доколку се разгледа овој предлог закон, ќе видиме дека далеку е од тоа дека не станува збор за сложен и обемен закон, бидејќи е составен од 62 члена овој предлог закон, а се однесува на најголемата група вработени во Република Македонија. А тоа се вработените во јавниот сектор, која што бројка е околу 130.000 вработени. И ако ова не е сложен и обемен закон, јас не знам кој закон ќе биде сложен и обемен, ако овој закон за вработени за 130.000 вработени, односно што ќе ги засегне на 130.000 вработени, не е сложен и обемен, јас не знам кој е сложен и обемен закон за оваа власт од СДСМ и ДУИ. Она што најмногу остава, да речам, негативен впечаток, она што го кажав околу табелата за усогласеност, тука е и во преглед на регулативи од други правни системи усогласено со предлогот на Законот за правото на Европската Унија, е наведено дека овој предлог закон се усогласува со, внимавајте, со европските принципи, стандарди и препораки. Но треба да се знае дека нашето законодавство, односно нашите закони кои што треба да ги усогласиме со европското законодавство, не се усогласуваат со принципи, стандарди и препораки, туку нашето законодавство се усогласува со акти од Европската Унија, регулативи и директиви. Но, како што кажав, бидејќи кореспондентната табела е празна, нема на што да се кажи, па ќе усогласуваме на принципи, стандарди и препораки. Ова е несериозност и декларативна определба што ја има СДСМ и ДУИ за Европската Унија, а во пракса спроведува сосем поразлични законски решенија кои што еве вака на брза лента ни се сервираат тука за да помина. Решавањето на јавната администрација, односно нивната реформа, гледаме дека е само на хартија од страна на оваа власт, бидејќи секогаш кога нема решение, односно не знаат како да го решат проблемот, формираат нови агенции, како што претходно се зборуваше за претходниот закон, ќе се формира ваква агенција, таква агенција, секогаш кога нема решение или не сака да се реши конкретен проблем, се формира некоја агенција или се формира некоја комисија, која што на крај, далеку од тоа дека ќе го реши проблемот, само ќе имаме нови агенции кои што ќе повлечат нови вработувања во ова јавна администрација, која што и така е преполнета и е партиска. Се со цел за да се користи оваа јавна администрација понатака од страна на власта, како, за жал, како гласачка машинерија. Затоа реков дека не се искрени намерите на оваа власт. Може би министерот има искрени и честни намери кон администрацијата. Јас не се сомневам во тоа, меѓутоа друштвото во кое што сте седнат, почитуван министер, е далеку од искрено и со намери да се реши овој проблем на јавната администрација. Затоа имаме вакви закони кои што наместо овие закони да ги носиме, требаше да не се посегнува по платата на овие вработени во јавната администрација, со тоа што нели ќе се скрати зборот минимална плата со која што треба да им се усогласуваат платите на овие вработени во јавниот сектор. Ви благодарам.